Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Денес на дневен ред на оваа седница е предлогот за именување на председател и членови на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, на која што за председател се предлага староновиот Марко Бислимовски, а како членови се предлагаат Александар Чеботарев, Фатон Амбари и Мерита Дема. Најнапред да продискутираме околу предложените кандидати и за нивниот бекграунд, што го поседуваат и како станале како дошле да се до тука за избор на членови на ова многу значајно тело, од кое што зависат и понатака и граѓаните, односно сметките кои треба да ги плаќаат понатака. Како член на ова регулаторно тело, прво ќе го спомнам Александар Чеботарев, човек кој што е именуван за службеник за усогласеност во МЕПСО без одобрение од регулаторната комисија. Зашто и ревизијата утврдила дека нема доказ дека истиот е одобрен од регулаторната комисија. Односно, дека не е во согласност со член 74 став 5 од Законот за енергетика, во кој е предвидено дека мандатот и сите потребни услови за вработување и остварување на овластување и должност на службеникот треба усогласеност ги одобрува Регулаторната комисија за енергетика. Понатака, она што е најважно за овој кандидат, доколку го читаме неговото CV, ќе видиме дека меѓу другите работни позиции кои што ги работел и како директор на Центарот за истражување и анализи во СДСМ. Ова е наведено во неговата биографија и дека како главни одговорности му биле организација и координација на дневни работни обврски и одговорност на вработените во СДСМ. Ете вакви кандидати доставувате тука за избор во Регулаторната комисија, која што треба да е независно тело. А предлагате кандидати кои што биле вклучени во организација и контрола на вработените во СДСМ. Барем да го скриел тој податок кога овој господин аплицирал и дошол да е кандидат за член во Регулаторната комисија. Затоа што требал да знае дека не аплицира во неговата матична партија во СДСМ, па тоа ќе му донесе бенефит, што ќе го каже дека бил вработен предходно во СДСМ. Аплицира за да стане член во Регулаторната комисија, која што кажат дека треба да е независно тело, кое што вие го наполнивте со партиски послушници. Еве вакви кандидати ми доставувате тука. И што е најважно, она што го спомна и колешката Стојановска, овој господин е зет за сестра на министерката Тренчевска. Дали знаете какви кандидати поднесувате? Еве, вас, како представник, ве прашувам. Одговорете. Дали ги знаете овие податоци за овие луѓе што ги предлагате тука за избор? Или само така, ќе не слушате, ние ќе зборуваме, вие ќе си седите таму? Немо. Без одговор. Затоа сме стигнати тука по државата, затоа ние државата на ова ниво стигната, затоа плаќаме 50% и ние и граѓаните и сите кои живеат во оваа држава 50% поскапа струја, затоа што предлагате вакви нестручни и партиски кадри кои што понатака не знаат ниту што треба да работат. Понатака, како другиот кандидат е Фатон Амбари, економист по професија, а знаете дека законски треба да има само еден економист во Регулаторната комисија, но за вас најверојатно не важат ниту закони, ниту устав, ништо не важи во оваа држава. Но за тоа знаете дека ќе дојде еден ден. Ќе дојде ден на одговорност во кој што ќе треба да си сносите одговорност. Без разлика дали тука сега седите
слушате и не одговарате на ова, меѓутоа ќе дојде денот на одговорност кога ќе треба да се сноси секој што се огрешил, да се сноси одговорност пред законот во оваа држава. И на крај, третиот кандидат, Мерита Дема. Истата таа господја која што пред 2 години ми ја предложивте тука, знаевте дека не исполнува услови, не ја предложивте пред 2 години, па ја повлековте срамно, па сега, ете, после 2 години, мислите дека се заборави се, па, ајде ќе пробаме уште еднаш да ја поднесем истата овој предлог. И повторно знаете дека не сте во право и дека не ги исполнува условите, затоа што знаете дека во последните 15 години треба да има 10 години работно искуство во областа на енергетиката. Па така Мерита Дема е родена во 90-та година, дипломирала 2012 година, се вработила 2013 година, па јасно ви е дека не може да ги исполнува условите, бидејќи нема поминато 15 години, односно нема 15 години работен стаж, од кој 10 години треба да има во енергетиката. Јас не знам како се доведувате во таква ситуација и да поднесувате вакви кандидати. Несериозни предлози. Но од тоа се гледа колкава е вашата зависност од ДУИ. Затоа што не смеете да им писнете на ДУИ. Она што ќе го предложат, тоа вие немо тука треба да го предложите и да чутите и да не зборувате. А знаете дека не е согласно закон. Но сте уценети и знаете дека ако не поминат овие 2 кандидати од ДУИ, нема да помине ниту Ковачевски на следната седница, ќе нема доверба на влада. Па така сме доведени, односно вие сте доведени да сте заложници на ДУИ, како што и сте заложници, и тука само немо ќе не слушате и нема да дадете никаков коментар на ова. Но со оваа власт јасно е се дека може да помени, исто како тој средношколецот во ТТО, кој што прво завршил 2 година, па 1 година, па 4 година, па 3 година завршил, така завршил средно школо. Исто како што може да се положи правосуден испит пред да се дипломира. И са, вие тука немо ќе слушат. Ете, до таму се доведовме од вашето заложништво кон ДУИ, бидејќи сте заложници на ДУИ, но со тоа што сте вие заложници, заложник стана и цела држава. Заложник стана цела Република Македонија и сите кои што живеат во оваа држава станаа заложници затоа што вие сте заложници. Но ќе одговарате за сето тоа еден ден. Но ајде да кажеме збор 2 и за овој преседател на регулаторната комисија што го предлагате, овој стручњак кој што во неговиот мандат, освен што видовме каде се луксузира и покачување на сметките, ништо друго и не видовме. Да видиме каде ќе ги троши Марко Бислимовски оваа 2023 година средствата од регулаторната комисија, кои замислете за оваа година изнесуваат 103 милиони 219.860 денари. Односно 6.350 евра ќе троши дневно. Нека плаќаат граѓаните по високи сметки, но регулаторната комисија ќе се луксузира. Зголемувањето од минатата година е за цели 11,5 милиони денари. Ова е доказ за расипништвото на овој преседател што го предлагат. Ќе плаќа енормни сметки за струја во 185% повисока. Понатака, она што е најважно, и оваа година ќе се пие најскапото кафе во регулаторната комисија од 83 евра на ден. Регулаторната комисија ќе плаќа за кафе. Па овие членови во оваа регулаторна комисија се погодија големи кафеджии, многу на кафе. Најверојатно имаат дополнителни работни обврски и нивниот работен ден е многу долготраен, па им е потребно толку кафе пиење за да останат концентрирани во нивните работни обврски. Ова е срамно што го правите и што тука го гледаме и го добиваме како податок. Но за ова ви кажав, ќе дојде ден на одговорност, ќе одговарате сите до еден за сето ова расипништво што го правите во овие изминати години. Ќе одговарате од еден до последен, а тука